бил твоинат? Добре. Почитуван вршител на должност амбасадор на Соединетите американски држави во Република Северна Македонија, Михаела Швајцер Блум. Почитуван господине Јанес Копач, директор на Енергетската заедница. Почитуван потпредседател на владата, почитувани министри, почитувани владини представници, директори на државните компании од областа на енергетиката, почитувани експерти од енергетскиот сектор, бизнисмени, представници на енергетски компании, почитувани представници на регулаторната комисија на нашата земја, почитувани гости од соседните земји, драги пријатели, учесници на Македонскиот енергетски форум, почитувани представници на медиумите, почитувани гости. На моје огромно задоволство имам чест заедно со ВД амбасадорката на САД во Република Северна Македонија, незината екселенција Михаела Швајцер Блум, да го означиме отварањето на Македонскиот енергетски форум 2019. Длабоко верувам дека Македонскиот енергетски форум представува одлична можност да ги отвориме перспективите за развој на енергетиката во Република Северна Македонија преку плодоносна, квалитетна и широка дебата за прашања од исклучителна важност за иднината. На самиот почеток би сакал да посочам една работа. Минатата година не успеав да присуствувам на Македонскиот енергетски форум од причини што во тек беа преговорите за Преспанскиот договор со мојот драг и добар пријател Алексис Ципрас. Како придобивка од пристигнувањето на Преспанскиот договор, се надевам, а и веќе има конкретен интерес на компанија од Република Грција, од енергетскиот сектор, за нови инвестиции во нашата земја. Посебно радува фактот што на вака исклучително важни теми од областа на енергетиката, како што се гасификацијата, енергетската транзиција кон обновливи извори на енергија, светски трендови во енергетиката, енергетска ефикасност и енергетска политика на Република Северна Македонија на едно место, 2 дена ќе дебатираат врвни експерти од енергетскиот сектор, практичари, деловни луѓе и представници на извршната власт. Нашата цел е да ги ставиме во функција сите капацитети и да го впрегнеме целиот неискористен енергетски природен потенцијал што Северна Македонија го поседува. Нашиот план е сериозно да го зголемиме домашното производство на електрична енергија и да ги достигнеме европските стандарди во процесот на менеджирање со енергетските ресурси и да потикнеме нови инвестиции во енергетскиот сектор. Република Северна Македонија е посветена на спроведување на реформите во енергетскиот сектор и исполнување на обврските кои произлегоа од договорот за основање на енергетската заедница. Новиот закон за енергетика беше изработен со поддршка на секретаријатот на енергетската заедница и беше донесен од собранието во мај 2018 година, за што сме благодарни на поддршката на енергетската заедница. Во овој закон за енергетика се имплементираат одредбите и обврските што произлегуваат од третиот енергетски пакет на Европската Унија и директивата за обновливи извори на енергија. Напредокот од земја последна во регионот, во земја со исклучителен напредок, е нотирано во извештајот на енергетската заедница. Промовирањето на инвестиции од обновливи извори на енергија не е само законска обврска за Република Северна Македонија. Истовремено се поттикнува развојот на старите и застарени капацитети во енергетскиот сектор, а притоа се исполнуваат барањата за заштита на животната средина, намалување на зависноста од увоз на енергија и создавање на услови за одржлив развој и раст. Предвидовме воведување на мерки за поддршка со цел
да обезбедиме постигнување на целите предвидени во рамката за клима и енергетика 2030 на Европската Унија за обновливи извори на енергија во 2020 година, намалување на емисиите на стаклени гасови за најмалку 40%, споредено со 1990. Учество на обновливите извори за енергија со најмалку 27%, подобрување на енергетската ефикасност за 27%. Енергетската трансформација ја започнавме со спроведување на новиот закон за енергетика. Република Северна Македонија е позната како земја на сонцето. Нашето сонце треба и ќе биде основен столб во производството на електрична енергија. Производството на чиста енергија треба да биде еден од генераторите на економскиот раст. Создадовме услови секое домакинство да има можност да инсталира сопствена фотоволтаична централа на кровот од својата куќа и директно да произведува и користи електрична енергија добиена од сонцето. Наскоро се очекува објава на оглас за доделување на премиуми за изградба на фотонапонски електрани на приватно земјиште од 27 мегавати. Вкупната инсталирана моќност на електроцентрали за која се доделуваат премиуми за произведена и продадена електрична енергија изнесува 200 мегавати за фотонапонските електроцентрали. До крајот на овој месец Министерството за економија очекуваме да го објави првиот оглас за доделување на премиуми за изградба на фотонапонски електрани на државно земјиште за вкупно 35 мегавати на две локации во Свети Николе и Македонски Брод. АД Електрани на Северна Македонија во рамките на своите планови за инвестиции објави тендер за договор клучна рака за изградба на фотонапонска централа на ТЕЦ Осломеј од 10 мегавати. Меѓутоа, ова е само почеток на инвестициите во обновливи извори на енергија. Во план е и втората и третата фаза во Осломеј од по 10 мегавати, при што вкупно во Осломеј ќе имаме 30 мегавати фотонапонски електрани. И во рек Битола во наредниот период се планира да се изградат две фотонапонски електрани со вкупно 20 мегавати. Ефикасната транзиција на земјата кон конкурентна економија ќе ја забрзаме со реализација на диверзификацијата во снабдувањето, со зголемувањето на конкуренцијата на енергетските пазари и со зголемување на искористувањето на обновливите извори на енергија, зголемување на домашното производство на енергија. Во таа насока, од особено значење е и обезбедувањето на сигурност и континуитет во снабдувањето со енергија на домакинствата и компаниите во Република Северна Македонија, намалување на емисиите на стаклените гасови и подобрување на општата состојба на животната средина. Изградбата на магистралните гасоводи и гасоводни системи се одвива со добро темпо. Надминати се проблемите со експроприацијата, започнати се градежни активности на целата територија и на сите правци. Вчера ме информира од Министерството за транспорт и врски дека треба дополнителни пари за капитални инвестиции во делот на изградбата на националните гасоводи, зашто сме срекни заради тоа што тоа значи најквалитетен и ефикасен начин на реализација на нашите капитални инвестиции. Дел од општините се спремни со потребната документација за изградба на дистрибутивните системи на природен газ во самите општини. Во финална фаза влегува и процесот на изградба на интерконективното поврзување со гасоводниот систем на Република Грција. Со тоа добиваме уште една можност за снабдување со природен газ од Азербејџан и истовремено и можност за поврзување со ЛНГ терминалите во Грција. Со сите овие планирани активности отвараме можности за сигурна енергетска иднина и значително подобрување на енергетската сигурност во државата на начин кој оди во прилог на глобалните енергетски трендови, а тоа е напуштање на загадувачките технологии и транзиција кон чистите технологии за производство на енергија. Поголемата достапност на гасот очекуваме дека ќе мотивира дополнителни инвестиции во гасни централи, зашто и нашата земја е доста податлива како можност за искористување на вториот продукт, а тоа е топлинската енергија. Северна Македонија е на европскиот енергетски колосек. Развојот на енергетиката е цврста гаранција за одржлив економски раст на долг рок. Особено радува фактот што повеќе жени работат активно на полето на енергетиката како врвни професионалци. На самиот крај, сакам да изразам голема благодарност до амбасадата на Соединетите Американски држави во Северна Македонија
за континуираната голема поддршка што ни ја даваат за развој на нашата земја. Македонскиот енергетски форум е уште една одлична можност за поврзување и зголемување на соработката со нашите пријатели и од соседните земји. Посакувам успешна и плодна дебата, чии што заклучоци ќе бидат значаен инпут во спроведувањето на квалитетни политики во енергетиката. Посакувам и задоволство од работата на овој форум и на оваа конференција. Благодарам.